Започна реализацијата на втората фаза од новиот зафат за Тетовскиот водовод, на падините на шарав во тек и изградбата на цевководот и останатата инфраструктура во должина од околу 8,5 километри. Со овој зафат ќе се обезбедат дополнителни 200 литри вода во секунда од студена река и река Пена. Со тоа се очекува долгорочно да биде решен проблемот со водоснабдувањето. Инвестицијата е 2 милиони евра, средства од државниот буџет. Проектот треба да се реализира во текот на 2014 и 2015 година. Ке инсистираме како општина со најбрза динамика да се реализираат обврските и секако преку други проекти да повлечеме што повеќе средства од централниот буџет, секогаш за капитални проекти, за инфраструктурни проекти кои се битни и значајни за граѓаните на општината. Е предвидено, значи, да се со користење максимално на оваа сезона и сезоната за идната година да се завршат значи работите. Значи се предвидени две сезони и токму поради тоа, значи барањето и буџетирањето е направено со 2 години, значи 2014 и 2015, затоа што се потребни 2 сезони и фактички еден развоен буџет поделен на 2 дела. За рационално да се искористи водата, потребна и обнова на водоводната мрежа, бидејќи има големи загуби. Од Министерството за екологија најавија поддршка и за таквите проекти. Министерството, меѓутоа и локалната власт веќе има предвидено, има средства одвоени кои ќе се кои се во фаза нели на изготвување на проекти за решавање на постојачиот систем, значи внатрешниот систем во градот. Така што таа опција веќе постои, а ние како министерство секогаш ќе ги поддржиме тие проекти кои ќе ни бидат доставени од општината. Овој период тетовци имаат доволно вода за пиење. Издашноста на шарските извори околу 500 литри во секунда. Но проблемот со водоснабдувањето трае со децении. Се менуваа влади и градоначалници, но никој не го реши. Надежите се дека овој пат за градот под шара ќе се обезбеди доволно шарпланинска вода.